Да ги отвориме нашите Библии, браки и сестри, да отвориме и да читаме заеднички библиски текст, кој го наоѓаме во Еремија, 31 глава, 15 стих. Еремија 31:15. Познат текст, но ќе биде вовет во ова наше денешно размислување. Господ зборува вака. Чуј, во Рама се слуша ридање и горчлив плач. Рахела ги оплачува своите синови и не сака да се утеши за децата, зашто нив веќе ги нема. Рахела во 7 век пред Христа, овде текстот вели дека тажно ги оплачува или ги оплакува своите деца заедно со Еремија, кој веќе ги нема. Ова го напишал Еремија некаде во 7 век. Може ќе се запрашаме на почетокот која е таа жена која спомнува овде Еремија. Всушност, жената Рахела ќе биде синоним за сите жени од тогаш па се до крајот на светот, кои ќе плачат за своите деца. Всушност, знаеме која била Рахела. Чија била сопруга? На Јаков. Таа била саканата Јаковова жена. Јаков имал колку деца? 12, така? Имал и една ќерка. Може да читате 1 Мојсеева, 29 глава, од 10 до 11 стих. Рахела била првата жена во Библијата која е запишана дека Јаков ја многу сакал. И други имале жени, и други имале сопрузи, меѓутоа таму е нагласил дека Јаков многу ја сакал. Рахела, знаеме дека долго време, вели Библијата, била без деца, немала пород. И затоа го молила Бога да добие дете. И Бог навистина и дал. Таа многу ги сакала децата. Ако се вратиме назад во 1 Мојсеева, во 30 глава, ајде да си припомниме што запишал овде Мојсеј во 1 Мојсеева, значи излез во 30 глава, ќе видиме како овде Мојсеј ја опишува ова слика или овој настан во врска со Рахела. 1 Мојсеева, тоа е значи Битие, 30 глава, читаме од 22 до 24 стих. Еве овде што пишува. А Господ се сети за Рахила, Бог ја послуша и ја отвори низината утроба. Таа зачна и роди син, па рече: Бог го отстрани мојот срам. Му го даде името Јосија, велејќи: Господ нека ми придаде и друг син. Интересно, таа се пораѓа и веќе размислува и веќе мисли за второ дете. Еве овде сте вие, сестри, која жена за време на породувањето размислува за второ дете? Според оно што сум читал, претежно не, така? Подосна да, која ќе поминат болките, која ќе се среди се, меѓутоа во тие мигови секако макако не размислува да се ослободи, неле, жената во тие мигови. Но овде Рахела вели се моли, му благодари на Господа и вели името Јосиф го дава, така? И вели: Господ нека ми придодаде друг син. Но ете таа така се молела. И Бог дали ја услишал низината молитва? Секако. Рахела добива второ дете. Но на жалост, што се случува при второто дете кога се раѓа? Умира. Одиме во 35 глава, свртете некој лист и одиме во 16 па надолу до 19 стих, читам во 1 Мојсеева 35 глава од 16 стих. Еве што пише: потоа тргна од Ветил. Значи 16 до 19. Имаше уште малку па до Еуфрат. А Рахила се најде на породување. Ја нападнаа тешки болки. Кога породилните болки беа најголеми, бабицата ѝ рече: не бој се, зашто и овој ти е син. И сега ова е најтрагичниот опис од незиниот живот. А кога се делеше од душата, зашто Рахила умираше, му го даде на синот името Венонин, на таткото, но таткото го нарече Венијамин. Еве, тоа е таа воведна слика, браќи и сестри, за името Рахила, што Еремија подосна како синоним за сите Рахили, ќе запише
Рахела плаче за своите деца, но нема кој да ја утеши. Многу години подосна, односно векови, како што спомнав, Еремија прорекнува дека ќе дојдат вавилонците во неговата земја. И што ќе се случи? Ќе ги убијат нејзините деца, децата на Рахела. И зато вели, чуј, во Рама се слуша ридање и горчлива плач. Рахела ги оплакува своите синови и не сака да се утеши за децата своји, зашто веќе ги нема. Браќи и сестри, овде писателот сака да не подсети дека мајката во Израел ќе остане без своите деца. Жената која била многу сакана, од својот сопруг Јаков, горко ќе плаче. И знаете, луѓето во времето на Еремија му верувале на Бога, односно му верувале на Еремија. Може би не сите. Имало луѓе кои му верувале, но имало многу поголем број на луѓе кои на Еремија не му верувале дека ќе дојде ден кога ќе плачат за своите деца. Одмамнувале со рака дека тоа пророштво не е вистинито. Тие зборувале дека се е во ред. Знаете, се појавувале пророци кои велеле дека не, се е во ред, нема одмазда, нема поробување, нема робство, нема непријатели. Меѓутоа, Еремија од Бога потикнат дал пророштво дека ќе дојде ден кога мајките во Израел, многу Рахели ќе плачат за своите деца. Но дали вавилонците дошли во Израел? Дошли, вели Библијата. Ги убиле децата, а остатокот го одвеле во робство во Вавилон. Инаку, местото Рама на наш јазик преведено значи мир. Денешна Рамала. Слушате вести од Палестина, што се случува во Рамала. Рамала е мало место недалеко од Ерусалим. Тука ги собирале вавилонците младите синови на израелците. Им ги вадиле очите, ги убивале, а еден дел носеле во робство, односно во Вавилон. Остатокот го одвеле во робство во Вавилон. Тука се наоѓала и Рахелината гробница. Таму поред таа гробница синовите Израелови биле убивани. Тука биле понижувани. Им ги ваделе очите и носени како робови во робство во Вавилон. Таму многу мајки во тоа време биле сведоци, како некогаш евреите кои биле носени во оние монополите во Македонија и биле собирани и носени за Полска. Замислите, израелските деца биле така собирани, а мајките и татковците биле сведоци на нивните деца кои биле врзувани и носени во робство. Но немало тие мајки кои да ги утеши. Гледате како е тоа силно пророштво на Еремија, кое допира и до нас денеска. На крајот ќе видиме дека и ние сме слични како израелците. Многу наши деца не се со нас, многу наши деца не се поред нас, може не се врзани буквално во робство, но се врзани со модерниот стил на живење во овој век во кој ние денес обстојуваме и живееме. Во Новиот Завет, браќа и сестри, исто така се спомнува плачењето на Рахела. Ајде да одиме во Матеј 2 глава и да видиме за што станува збор. Матеј 2 глава пишува овде дека и денес Рахела плаче за своите деца. 2 глава, 17-18 стих. Ова не поврзува, не враќа во времето кога Исус се родил. Односно, пророкот, односно Матеј не поврзува со пророкот Еремија, ги цитира сличните зборови. Матеј 2 глава, 17 и 18 стих, еве што пишува. Тогаш се исполни реченото од пророкот Еремија, кога рече: глас се чу во Рама, плач и ридање големо. Рахила ги оплакува своите деца и не сака да се утеши зашто ги нема. Кој е ова плачење? За кое плачење станува збор овде, браќи и сестри? Ова е плачењето на мајките во Израел. Кога Ирод, што направил Ирод? Наредил да се убијат сите деца до 2 години на старост. Низ целиот израелски народ. Народот плачел. Плачела Рахела, додека низините деца, синови, керки, биле убивани или водени во робство. Да ги споменеме од тоа време па до пред некоја година. Може до минатиот век, кога многу
Израелци, многу луѓе, многу побожни синови керки биле водени во логори, војни пожари, глад, земјотрес. За цело тоа време Рахела плаче за своите деца, а текстот вели нема кој да ги утеши. И затоа, браќи и сестри, денеска Рахела станува символ на сите духовни мајки кои плачат за своите деца во сите генерации. Денеска духовните мајки на Рахела или мајката Рахела плаче за секоја девојка, за секој момче кој се под дејство на дрога, на алкохол, на неуреден живот и на секој беззаконие. Мајките плачат, но текстот вели нема кој да ги утеши. Колку деца денеска тргнале во овој свет по овие патишта и нанеле тешки болки на своите родители. Колку солзи денеска се ронат од денешните Рахели во желба да им помогнат на своите напатени деца. Прашање големо и за нас денеска. Има ли причина денес Рахела да плаче за своите деца во нашата црква? Кога велам нашата црква, зборувам во еден концепт на светската наша организација. Живееме во време современо. Тоа сме свесни сите браќи и сестри. Технологија без која скоро и не можеме да живееме и да се го замислиме животот. Светот денеска драстично е променет за разлика од пред 10 или 20 години. Современата технологија се вовлекла во сите наши сфери на живење. Во нашите домови, во нашите кујни, во нашите спални и се повеќе за господарова со нас, со тебе и со мене. Тука се компјутерите, секако се потребни. Интернет, телевизија, видео, мобилни телефони и многу други работи што ни ги олесниле нашите животни задачи, односно потреби. Се тоа поред нас и ни го олеснува животот. Ни го приближува светот. Преку интернет ние пренесуваме предавања. Тоа е убаво. Но на жалост станавме странци еден поред друг. Странци во собствената куќа. А влијанието на медиумите делува на нас, на нашиот живот. Еден татко вели, јас со керката се допишувам со мобилен. Таа е на вториот спрат, ние спиеме долу. И се допишуваат. Се разговараат како е горе, како да се горе на Вселената. Така е стил на живење. Татковците и мајките на духовниот Израел секојдневно се напојуваат со она што Холивуд го подготува за поедок, за ручек и за вечера. Денеска медиумите ни најавуваат или пак наметнуваат, да кажам, во што ќе се облечеме денеска, што ќе јадеме, што ќе поедуваме, што ќе вечераме, која паста за заби ќе користиме. Дали е тоа така? Гледаме на телевизија, ова паста е реклама. И умот те вели, оди купи ја. Ќе одиш во Тинес и ќе ја видиш марката и вели, ја видов синоќе на реклама. Купуваш. Каде ќе одиме на одмор? Која забна паста ќе користиме? Или некој друг производ? Библиските херои, како што ги наоѓаме во во Евреите 11 глава. Знаете денеска со кои се замените? Со кои глумци? Со кои фигури? Со кои лица? Може Шварценегер, Джеймс Бонд, Никола Кидман, Мел Гибсон, Кирк Даглас, тоа се познати глумци, но тие ги замениле хероите како што е Гедеон. Ајде што некој херој кажете. Оној што ги срушил слубовите. Самсон, Давид, Мојсей, Исус Навин, Халев, има плејада херои. Но на жалост, нашите деца се помалку ги познават тие херои. Може повеќе ги знаат хероите од филмовите како глумци. Некогаш на нашите деца им браневме да внимаваат со кои се дружат. Моите ми брања да одам во кино. Дали знаете дека тоа беше така? Пред 50 години, пред 40 години. Но денес секој од нас си носи кино во джеп. Денеска овој свет влегол преку разни медиуми во нашите домови, во нашите спални кујни. Има ли причина денеска, браќа и сестри, да Рахела плаче за своите деца? Еремија 3 глава 21 стих читаме: Чуј по високите голини, се слуша плач, викање за помош на Израелевите деца, зашто свртија од својот пат, го заборавија Господа својот Бог. Ова е трагичен извештај. Еремија всушност ја кажува вистината на времето во кое тој живеел и вели:
свртија децата Израелови по лош пат. И најтрагично го заборавија својот Бог. Што значи тоа, браќи и сестри? Главниот проблем на израелците во тоа време бил проблемот што тие ја прифатиле контракултурата на вавилонците. Малку по малку, тие биле робови секако, малку по малку толку се доближиле, што кога водачот Божи во тоа време издействувал дозвола од главниот да израелците се вратат назад, дали сите прифатиле враќање назад? Кои се вратиле само? Старата генерација. Тие што се уште имале топли сеќавања за својот дом. Она генерација кои се народила во Вавилон, кои се родиле во Вавилон, тие не знаеле за своите стари краеви. Тие се привикнале во новиот начин на живење, во новата култура. Малку по малку тие всушност ја прифатиле, го прифатиле моделот на небиблиската култура. Тие скршнале од Божиот пат, како што вели овде самиот пророк. Тие почна да ги прифаќаат негативните трендови на паганската религија, за кој Бог рекол да не се мешат со таквите. Бог им дал јасни упатства, Бог им дал јасни насоки, но ете тие скршнале од тој пат. Еден стар учител еве што кажал: ние секогаш не бевме добри кога бевме деца. Признава човекот. Но знаевме дека оно што го правевме не е добро. А денеска дали младите така размислуваат? Повеќето денеска од младите не знаат што е добро, а што е лошо. За нив е се равно. За нив лошо не постои. Туку тоа е само твој вкус, твој размислување, твоја одлука. Кој си ти да ми се мешаш? Јас имам право да одлучувам. Тоа е размислувањето на ова наша денешна генерација. Јас гледам од своја перспектива, ти гледаш од твоја. Денес, на жалост, нема веќе црно и бело, туку се е сиво. Еве еден извештај, една статистика. Вели 75% од децата во Америка ги лажат своите деца, ги лажат своите деца или своите претпоставени. Своите родители ги лажат. Значи, некоја анкета, 75% ги лажат своите родители. Второ, 75% лажат или припишуваат на испитите. Не само во Америка, тоа се случува и овде. Денеска, како да се изедначиле оние норми на вредноста. Нема повеќе пристојно или непристојно. Изгледа, денеска сме сите ние препуштени самите на себе. Еве еден податок од 1950 година. Била правена анкета со учителите во основно училиште. Како било во нивно време? Односно да одговорат на 5 најглавни проблеми кои тие ги имале како наставници во училиште. Еве што наброеле. Прво, шепотење за време на настава, како најголем проблем, џвакане на мастика, галама, трчење по ходниците и непостројување во строј. Знаете, се постројувавме во строј. Сеќавате? 50 години подоцна направена нова анкета и учителите навеле повторно 5 нивни проблеми во таа генерација. Дрога, алкохол, пиштол и ножеви, бременост, самоубиство и силување. Има ли разлика? Гледате, во каков свет ние живееме. Синоќа, вие кои бевте, зборувавме токму за овие два примери. Оној кој во Германија убил 17 души, потоа и себе се убил. И онај музичар кој на крајот си годзил својот живот, кој бил на врвот на својата популарност и посегнал по дрога. Зошто, браќи и сестри, денеска се случува тоа? Знаеме, гревот е тој кој преовладува. Ѓаволот знае дека времето му е кратко и ќе направи се од своја страна, се со цел да го собере младиот ум. Денеска постои борба за ум, за младиот ум, кој ќе го контролира, дали Бог или оној непријателот. Постојат два главни проблеми, може да кажеме. Прво, современата контракултура која се наметнува преку медиумите. Што повеќе гледаме, читаме, тие неминовно влијат на нашиот ум. Второ, може би нашата црква нема изградено некој таков зид како би ги заштитил младите од таа контракултура. Секако и не постои некој заштитен зид црквата да го направи.
Зидот треба јас да го направам во мојот ум, да направам преглед на сите работи што влијат врз мене, да ги едноставно отстранам со Божја помош. Денес постои мото под кое многумина од младите живеат, а тоа гласи вака: остани и биди она што си, предизвикувај секој авторитет. Остани и биди она што си. С други зборови, немој да се менуваш. Немој да дозволиш некој друг да те учи. Некој друг да те влече за нос. Па макар тоа било црква, проповедник, старешина, кој си ти да ми кажеш што да работам? Не сте слушнали таква изјава? Па детеот, што се вели една педа, малечко, тек почнал да прогледува, вели: тргни ми се, остај ме на мир, тато. Немој да ми се мешаш. Наистина, живееме, браќи и сестри, во таков свет. И затоа и денешната Рахела или Рахели ќе имаат причина да плачат за своите деца. Спротивно на ова, Библијата не учи на послушност, на понизност, на простување ако си погрешим еден кон друг. Ако денес младите ја читаат Библијата, не само младите, и ние повозрастните, се помалку на жалост се чита, а само голтем од она што ни го дава интернет, што ни го дава телевизија. На жалост ќе ја присвоиме културата на медиумите наместо она култура што Бог сака да ни ја даде преку неговото писмо. Современата култура себе се става на прво место. За Бога, на жалост, нема место. Денеска медиумите создаваат нереална слика за животот, за домот, за општеството. Медиумите велат дека можеш се да направиш, се ти е слободно. И така малку по малку ја прифаќаме ние таа туѓа култура, небиблиска култура на живење. Медиумите го минуваат погледот на христијанството, на црквата, на однесувањето. На жалост, таа современа култура го зголемила самоубиството на многу млади. Спомнуваме пречесто податоци од Америка, зашто тие водат прецизни такви податоци за самоубиства. Ги има и кај нас. Ако кликнете на интернет за Македонија колку извршиле самоубиство мината година, бројката е преку 100. Преку 100 и повеќе. Значи, тоа постојано се зголемува. Зошто? Разни се причините. Сега не навлегуваме, меѓутоа очигледно тој тренд се зголемува. Се зголемува. Денес нашите мајки, духовните Рахели, имат причина за плачење. Имат ли причина? Може ќе кажем има, но на крајот ќе видиме дека постои отворена врата, дека не е се така црно, дека тука Бог ни стои на располагање и може да ни помогне ако го побареме. Има ли утеха за мајките на духовниот Израел? Ајде да отвориме повторно Еремија, сега 31 глава, 16 и 17 стих. Овде пишува текстот и вели, веќе го спомнавме, но ќе продолжиме. Господ зборува вака: прекрати да плачеш или да ридаш, избриши ги солзите во очите, твоите страдења ќе бидат наградени, тие ќе се вратат од непријателската земја. И сега што мене ме греј, тебе треба да те огреј, сите нас. Има надеж за твоето потомство, говори Господ. Твоите синови ќе се вратат во својот крај. Навистина добра завршница. Навистина добар крај, среќен крај. Не е се така црно. Соломон што вели таму за мајките, за родителите? Учи го детето додека е мало. Но ете, ние кои сме придојдени во Христовата црква, децата ни се големи, не може да ги учиме. Што ќе правиме со нив? Дали Бог заборавил за нив? Не. Затоа овде вели: престани да плачеш, Рахела. Престани да плачеш, мајко. Има надеж. Твоите страдења ќе бидат наградени. Но ние треба да се молиме за нашите деца, без разлика што не се денес овде, без разлика што отишле можеби како оној изгубениот син во белиот свет да проба. Ќе дојде ден, ќе се освести, ќе се врати. Има надеж за твоето потомство. Твоите синови ќе се вратат во својот крај. Бог вели дека, браќа и сестри, нашите деца еден ден ќе се вратат кај Бога. Мајките, нивните молитви ќе бидат наградени. Бог ќе се заложи и ќе им даде повторно прилика на нашите деца кои отишле далеко од Бога, пак да се вратат
назад. Еве уште неколку прекрасни ветувања да прочитаме. Кога сме овде во Еремија, ќе одиме во 24 глава и потоа во Исаја ќе читаме уште неколку текстови. Еремија 24, 6 и 7 вака пишува. Еремија 24 глава, 6 и 7 стих. И милостиво ќе ги насочам очите кон нив и ќе ги вратам во оваа земја. Гледате, Бог какво ветување дава. Вели, милостиво ќе ги насочам моите очи, очите на Бога, ќе бидат насочени кон нашите синови и керки. Повторно ќе ги подигнам и не ќе ги уништам веќе. Па ќе ги посадам и не ќе ги откорнам веќе. Ќе им дадам ново срце, за да ме познаат дека јас сум Господ, за да бидат мој народ, а јас нивни Бог, зашто тие пак ќе се обратат кон мене со сето своје срце. Како храбрување за сите напатени Рахели, за сите напатени мајки за своите деца. Бог вели, ќе им дадам нов дух, ново срце, нов елан, нов потик. Повторно ќе ги обратам нивните срца кон мене. И одиме во Исаја 49 глава. Овде пророкот повторно ни дава охрабрителни упатства и совети. 49 глава, 25 стих, ќе го читам само вториот дел. Еве што пишува. Со оние што се спораат со тебе, јас ќе се спорам. И ова сега најубавото. Јас ќе ги избавам твоите деца. Може би мислиме дека нашите деца се предалеку отидени. Не треба така да размислуваме. Бог вели, јас ќе ги избавам твоите деца. Ако Бог можел да ги избави Седрах, Мисах и Евденаго таму во вжерената печка, Бог ќе ги избави нашите деца, без разлика во каква печка се наоѓаат. Секако тие отишле таму не позли своја вина, за нивната верност биле фрлени во печката, но сепак ветувањето е исто. Јас, вели Бог, јас ќе ги избавам твоите деца. Бог, браќи и сестри, милостиво ќе ги насочи своите очи кон децата наши. И сега прашање при крајот на ова размислување, како можеме да се извлечеме од таа контракултура што овој свет ни ја наметнува? Еве само неколку насоки. Прво, покажи отпор кон таа контракултура. Не дозволувај световните начела да го обликуваат твојот карактер, твојот живот, твојот поглед, твоите одлуки. Секако, гледајќи телевизија, ќе не потисне она реклама да купиме паста за заби. Не е тоа греф ако прифатиме таа паста за заби да ја купиме. Но ако нешто друго кој ќе се коси со Библијата го прифатиме, е тога што е време за размислување. Истражувај го писмото, Библијата, наспроти световната култура. Библијата содржи вечни принципи на животот кои никогаш не застаруваат. И трето, има надеж. Не е се така црно. Има надеж за денешните мајки. Има надеж за денешните Рахили кои плачат, чии очи се напотопени со солзи. Бог вели, има надеж. Браќи и сестри, Египет не е само место на робство. Понекогаш Египет не асоцира на робство 400 години. Египет е место и на избавување, и на радост, и на песни, кога израелците излегувале 2 милиона луѓе. Замислете се цела Македонија да се собереме и да тргнеме за ветената земја. Тука се деца, млади, бебиња, старци, стока, колички. Се она што го имали израелците како посет, како имовина во Египет било евакуирано. Тргнале кон ветената земја. И затоа Египет не е само место на робство, туку тоа е место на избавување. Вавилон не е само место на пораз, туку место и на победа. Затоа што Бог издействувал победа да се повторно вратат израелците назад во својот роден крај. И затоа Бог ќе ни ги даде нашите деца, нашите синови и керки повторно назад. И наскоро кога Исус ќе дојде, вели Библијата, ќе дојде до повторно соединување. Но не Рахели кој цел свој живот, ни сите своји векови пателе, плачеле за своите деца. Тоа ќе биде големо соединување на семејствата, кога мајките на духовниот Израел ќе ги прегрнат своите деца и заедно ќе бидат
или ќе бидеме земени на облаците. И тога што ќе се случи? Да читаме во Откровение 7 глава. Овде апостол Јован, гледајќи таа визија за соединување на Божиот народ, ги опишал следниве сцени. 7 глава, 9 и 10 стих. Послушате што пишува. Потоа јас, Јован, видов и ете големо мноштво, народ, што никој не можеше да го изброи. Од сите народности, од сите племиња, од сите народи и јазици, како стојат пред престолот и пред јагнето, облечени во бели облеки, со палмини гранчиња во своите раце. И сега на најважното. И воскликнува со голем глас. Спасение на нашиот Бог, кој седи на престолот и на јагнето. Браќи и сестри, ова е адвентна надеж. Ова е надеж во Христовото скорешно доаѓање. Надеж каде што нема повеќе раздвојување, нема повеќе плачење, нема повеќе викање, нема повеќе Рахели со марамче натопени солзи, нема болки. Наскоро Рахела, овде вели текстот, ќе ги види своите деца, кога Исус повторно ќе се врати. И затоа завршуваме со стиховите со кои почнавме. Господ зборува вака: прекрати да ридаш, прекрати да плачеш, избриши ги солзите во очите, твоите страдени ќе бидат наградени, ќе се вратат од непријателската земја. Има надеж за твоето потомство, говори Господ. Твоите синови ќе се вратат во својот крај. Но дека чекаме, треба се молиме за своите деца, за своите најблиски. Може, нема да ги видиме децата за нашиот живот овде, но верувајте, Бог ги услишува молитвите на верните мајки, на верните татковци, на верните родители. Господ нека не благослови и нека не охрабри, да не тажиме, туку да бидеме упорни еден ден да го доживееме ова исполнување, ова адвентна надеж, соединување на сите генерации на стакленото море. Нека му е благодарност на нашиот Бог за тоа. Амин. Амин.